За семејното насилство кај нас почесто почна да се зборува во последните неколку години. Не затоа што претходно го немало, туку лицата кои биле жртви на насилството или не го пријавувале или пак институциите на државата немале соодветни законски ингеренции како да постапуваат. Тоа беа дел од причините Собранието на Република Македонија да го донесе Законот за превенција, заштита и спречување на семејното насилство. Со него се уредува одговорното и должно постапување на институциите и здруженијата, нивната меѓусебна координација и соработка заради превенирање и спречување на насилството во семејната средина и обезбедување заштита на жртвите. Со оглед што се работи за релативно нова законска материја, неопходно е нејзино поблиско представување во јавноста, поради што од Министерството за труд и социјала реализираат презентации за институциите и здруженијата. По иницијатива на Комисијата за еднакви права на жените и мажите на општина Кочани, таква презентација се одржа и кај нас. Па во овој осумаголник ги принесуваме објаснувањата за законот на представници од ресорното министерство. Овој закон во дефинирањето на семејното насилство на различни нивоа го става услово за живење во заедничко домаќинство. Значи, ако се работи за членови на семејството во поширок контекст, тогаш е услов тие и да живеат во заедничко домаќинство за да ги третираме како семејно насилство, додека семејното насилство се јавува помеѓу партнери, без оглед дали брачната заедница е склучена, е разведена и така натаму, дали лицата се наоѓаат во блиски лични односи, значи вака народски дечко, девојка и така натаму. Во тој случај не е потребно да се исполни услов да тие мора да живеат во едно заедничко домаќинство. И во однос на дефиницијата би сакала да потенцирам дека видовите на семејно насилство покрај половото, психолошкото, физичкото, сега се јавува и се предвидува заштита и за економското насилство. Значи, економското насилство е дефинирано што тоа законот го подразбира во поимникот, односно наша цел да ги заштитиме жртвите секогаш кога нивните примања, имот и така натаму се ограничени во располагање, им се ограничени средствата што ги заработуваат или кои им се потребни за редовно функционирање, односно одржување на домаќинството, семејството, а преди се децата. Би сакала да потенцирам дека законот апострофира дека жртвата има право на заштита, сакајќи да ја стави жртвата како субјект на заштита, а не објект. И при тоа како жртва го смета секое лице кое на територија на Република Македонија трпи семејно насилство. Значи жртвата има право да побара помош, поддршка и заштита од секоја надлежна институција, вклучително и невладиниот сектор. Има право да биде информирана за нејзините права, за мерките за заштита кои стојат на располагање, постапките како тие мерки на заштита се спроведуваат, како и за сите достапни услуги и сервиси, за да може да донесе на слободно формирана волја што ќе прави со понатамошното процесирање на случајот. Таа има право да има придружник во постапка, значи не говориме за адвокат, говориме за секој наблиско лице кое таа смета дека ќе помогне полесно психички да се чувствува во процедурите поред било кој орган. Има право да се заштити личниот интегритет, значи податоците да не се пласираат во јавност. И она што во однос на помош за заштита на жртвите е новина, секако е барањето за мултисекторски стручен тим. Значи, кој би го носил безбедносниот план за помош на жртвата секогаш кога имаме ситуации на сериозни индиции дека нејзиниот живот е во опасност, нејзиното здравје, како и членовите на нејзиното семејство. Во однос на мерките за заштита, тие во основа се исти, тие се мандат на центрите за социјална работа, како и привремените мерки заштита кои ги изрекува судот. И посебно се потрудивме во дизајнирање на законот да има јасни одредби како овие мерки на заштита и привремени мерки ќе се спроведуваат, односно како ќе се извршуваат. Посебна заштита законот обезбедува и на децата, и тоа како жртви подразбира дека детето е секога жртва кога не само трпи директно насилство, туку кога е присутно на едни подолготрајни, да кажам, насилни односи во семејството кои влијаат на неговиот развој. И во вакви случаи, значи тие постапки се водат екс официо, не се бара согласност кога штитиме дете жртва, било од родител, старател и така натаму.
И има влијание во уредување на личните односи помеѓу детето и родителот, значи во постапките за развод, во постапката за доверување, во постапката за регулирање на лични односи. Исто така прави законот дистинкција кога дете се јавува жртва, но и кога дете се јавува како извршител. Предходните законски решенија некако не беа јасни, па велеа дека против секој кој е член на тоа домаќинство се изрекуваат привремене мерки на заштита. Но во случај кога имаме дете, а на одредена возраст, на која е делумно способно, особено над 16 години, а може да се случи да пројавува одредени насилни односи во семејството, во тој случај ќе поставиме согласно прописите за правда на децата, односно ќе го третираме тоа како дете во ризик, за да му помогнеме повеќе да не го манифестира насилството во семејството. На исти или сличен начин, законот дава решение кога ги штитиме особено ранливите групи, а тоа се лицата со одземена деловна способност, значи инвалидните лица, лицата кои не се во можност сами да се грижат за своите права, интереси и така натаму. Во однос на институционалниот одговор, должноста за постапување е предвидена на ниво како на службено лице кој директно работи со самиот предмет, така и на раководните лица кои работат со одредената институција, раководат всушност одредената институција. Роковите се кратки заради тоа да обезбедиме итност на постапување, во начело се сведуваат на 24 часа. Зголемена е можност да се поведуваат постапки по службена должност, особено, како што рековме, кога се работи за ранливи групи. Деца, стари лица, лица со одземена деловна способност. Потребно е координирање со работка на надлежни институции, преку мултисекторскиот стручен тим и се бара, како што кажав, да сите действија бидат превземени од едуцирани стручни лица. Тоа е обврска за сите министерства кои имаат мандат да спроведат една континуирана обука за стручните лица. Предизвик за нас е овојдување на националната евиденција на случаи на семејно насилство и тоа ќе биде нешто што во иднина ќе треба да го сработиме. Ова се сите надлежни институции, значи законот дава обврски за ресорните министерства, сите институции кои делуваат во областа на социјалната заштита, детската заштита, внатрешните работи, здравството, вработувањето и образованието. Законот нуди голем сет на овластување и за невладиниот сектор, кој се јавува пред се помагач во спроведување на мерките на заштита и сервисите кои и се достапни на жртвите. И за прв пат зборуваме за надлежности на единиците на локалната самоуправа, а во однос на основните граѓански судови одредбите се горе-долу и процедурите исти како и досега. Нови надлежности се предвидени за сите институции кои ги набројав и сега ги пошла една по една. Во однос на Центарот за социјална работа, при превземањето на мерки за заштита на жртвата треба да направи проценка на потребите на жртвата и наоти мислен стручен тим, но има нова надлежност во однос на да го формира, да го координира мултисекторскиот стручен тим, во кој членуваат покрај представници на Центарот за социјална работа, представници на односно полициски службеници од таа локална самоуправа, здравствени работници и здружени на граѓани доколку има такви да може да обезбедат сервисни услуги. Нова надлежност на Центарот е да соработува со Агенцијата за вработување, односно центрите за вработување во насока на вклучување на жртвите во оперативните планови и сите други мерки кои се потребни за да можеме економски да ја зајакнеме преку нејзино вклучување во пазарот на трудот. Жртва зборам во женски род се однесува и доколку имаме од машки, но во праксата тоа во најголем број на случаи не се жени. Во однос на Министерството за внатрешни работи се најголемите, да кажам, новини, затоа што првпат зборуваме експлицитно што МВР е должно да направи при сознание за случај на семејно насилство. Значи, рокот е многу кус, во рокот 12 часа, полицискиот службеник, кој има пријава за семејно насилство, треба да излезе на местото на настанот, да изготви полициски извештај, да направи проценка на ризикот, проценка дали постои ризик од повторување на насилството и да направи проценка како ќе се управува со ризик, односно како жртвата ќе се помогне
доколку се оцени дека тоа е висок ризик, значи зборуваме само за висок ризик за загрозување на незиниот живот, здравје и на членовите на незиното семејство. Не во секој случај на интервенција. Сега се изготвува и правилникот за полициските службеници. Се надеваме дека ќе има таков образец кој ќе му помогне на полицискиот службеник да може како алатка, како инструмент да го употреби да при проценката дали постои висок ризик во конкретниот случај или не постои таков висок ризик. Полициските службеници имаат обврска исто при таа интервенција доколку жртвата не е повредена да ја обезбедат соодветна здравствена заштита и со тоа да ја помогнат да ја обезбеди и медицинската документација за процесирање на предметот, да го извести Центарот за социјална работа. Предпоставуваме дека во најчест број на случаи ќе има и деца малолетни заради згрижување, но и заради згрижување на самата жртва доколку е потребно да се склони од домашната средина. Привремено да го одземе оружјето од насилникот, доколку тој располага со оружје, значи има оружје или било каква дозвола за оружје, и да изготви предлог до судот. Тоа е најголемата новина, доколку има потреба да се отстрани насилникот од домот. Во овој случај не му е потребна согласност на жртвата, значи само го доставува предлогот до судот. Во случај пак жртвата ако е излезена од домот, значи го напуштила домот, да ја придружува да си ги земе основните лични работи кои се потребни. Исто така, доколку, значи во случај кога судот ќе го прифати овој предлог на полицискиот службеник за отстранување на насилникот од домот, тогаш судот во рокот ја доставува веднаш изречената одлука до полициската станица, а полицискиот службеник прави обид во рок од 6 часа да го пронајде насилникот, да му ја врачи одлуката дека треба да го напушти станот. Ако не го најде, го известува судот кој ја објавува одлуката на огласна таблица, смета дека е уредна, и доколку насилникот не сака да го напушти доброволно домот, односно не сака да ја прими одлуката, во рок од 2 часа тоа да го стори, да пристапи кон присилно отстранување на насилникот од домот. Во однос на пријавувањето, значи правиме разлика. Ако пријавате од граѓанин, тој истата може да ја достави до полициска станица, до Центар за социјална работа, може да се обрати во невладиниот сектор или на националната SOS линија, ако има локална, уште полесно би го пријавил случајот. Службеното пријавување, значи од страна на одговорните и раковите лица во институција и правните лица, пазете, било кое правно лице, значи не мора да е државна институција, сите сознанија треба да ги достави или да ги пријави до центрите за социјална работа или до полициските станици. А здруженијата, како што кажав, се она што го обезбедуваат како услуга и доколку прифатат жртва, треба да го известат Центарот за социјална работа. И не само да пријават, туку секогаш е потребно да си ги разменат и службената документација, нели, за да може предметот да се процесира на понатака до судот. И за ваквите непостапувања, непријави, следуваат прекршачни одредби, тоа е едно запретување за да се подигне нивото на обврска за пријавување, за да не ни се случуваат последици, мислам случаи како што за жал во последниот период ги имавме во Република Македонија. Мерките за заштита се сега сведени на 7, експлицитни се, значи рековме овие ги испроведуваат Центрите за социјална работа, но и невладиниот сектор. Не би ги читала, мислам дека се јасни. Ова се привремените мерки за заштита и тие се исти како претходно, значи тие се однесуваат на одредени забрани, наредби, задолженија за сторителот, но е разлика во тоа кој го доставува предлог. Значи рековме, полициските службеници може да достават предлог само за отстранување на насилникот од домот и забрана за приближување. Зборувавме дека е тоа во ситуации на висок ризик по загрозеност на живот и здравје. И во тој случај судот го прима тој предлог и може да го прифати и да изрече ваква мерка, но исто да трае од 10 до 30 дена. Овој е период даден како една ургентна состојба за да може службите понатака да го третираат, нели, самиот предмет и да видат што понатака е во заштитата на самата жртва. Доколку
Предлогот изготвен од жртвата, односно родител старател за неспособните лица или центарот. Во тој дел нема некоја значајна измена, значи тоа се оние веќе познати мерки на заштита кои досега судот ги изрекуваше. Судските постапки исто така се скратени доста роковите. Значи во првата ситуација сме уште на предлогот на полициските службеници. Со оглед дека полицискиот службеник доставува полициски извештаи и така натаму, ако интервенирал и мултисекторскиот стручен тим ки има и мислењето и предлогот тој мултисекторски стручен тим, тогаш судот веќе има доволно елементи да пресуди веднаш во рок од 20 часа без да одржува рочиште, значи не ги вика насилникот, жртвата и така натаму. Во другите случаи судот одлучува веднаш, најдосно во 7 дена, за да изрече некои од привремените мерки, но и тука има некои исклучоци, значи без да одржи рочиште, судот ќе донесе одлука поради основано сомнение за загрозеност на живот и здравје на жртвата и во отсуство на сторителот, нели знаеме дека сторителите најчесто одбиваат да добијат покана, да се уредно поканат и така натаму, доколку имаат стручен наод и мислење од страна на Центарот за социјална работа. Значи, во основа на тој наод, како службена документација на Центарот, е евидентно дека се работи за висок ризик или загрозеност на самата жртва. Уредена е идната достава од страна на судот во однос на поканите од луките. И исто така во законот е точно објаснето кој од органите фактички ги извршува привремените мерки на заштита. Полициските службеници ги имаат првите 5 мерки, здравствените работници имаат мерка задолжително лекување во здравствена установа и така натаму. И за секој од мерките ќе се донесе подзаконски акт, како таа ќе се извршува. Сега сме во таа фаза, се надеваме до примената на законот дека ќе ја имаме и подзаконската регулатива подготвена. И сакајќи да ја подигнеме одговорноста на сторителот, да ги почитува одлуките, бидејќи праксата говори дека во најголем број на случаи самите, нели сега ги велиме извршители бидејќи има судска одлука, не ги почитуваат, предвидена и прекршачна казна од 2.500 до 5.000 евра, но тоа не ги ослободува сторителите на семено насилство да одговараат и кривично за непочитување на судска одлука. За интегрираните политики би рекла дека во 2015 ќе почне да се спрема новата стратегија, но со самото влегување во сила на законот ќе се формира и првото национално координативно тело против семеното насилство, и тоа е доста широко од представници на сите релевантни институции, невладин сектор и така натаму, и ќе биде на постојана основа. Значи нема да го врсеме сега за следење на некоја си стратегија, туку за следење, анализирање и предлагање на мерки за подобрување на состојбата со семеното насилство во Република Македонија. Со донесувањето на Законот за заштита и спречување на семејното насилство неопходно беше да се направат и измени во законските одредби за еднакви можности на мажите и жените. Прв пат вакви одредби за еднаквост меѓу двата пола беа донесени во 2006 година и од тогаш се појавија потреби за известни измени. Тие се основа и за донесувањето на Законот за спречување на семејното насилство. За да се намали бројот на случаи на насилство во семејната средина и нееднаквите можности што ги имаат мажите и жените во општеството, потребно е да се надминат предрасудите што кај нас се уште ги има во однос на двата пола. Тоа е една од новините што ги носат измените во Законот за еднакви можности на мажите и жените, а што исто така беа представени во Кочани. Ако зборуваме за родовата еднаквост, сакам на самиот почеток да спомнам, значи зборуваме за еднакви можности на жените и мажите, зборуваме за женски права кои се дел од интегрален дел на човековите права. Не зборуваме за права кои се таму не знам на некого, туку зборуваме за женски права како интегрален дел на човековите права и само така мораме да ги третираме и да ги посматраме.
Владата на Република Македонија, значи уште во 2006 година, увидувајќи дека е неопходно да се донесе еден закон кој што ќе ја третира оваа област, започна со подготовка на законот за еднакви можности на жените и мажите. Меѓутоа, тоа беше една од обврските во делот на хармонизација на македонското законодавство со законодавството на Европската Унија. Во 2006 година се донесе Собранието на Република Македонија го донесе првиот закон за општ закон кој што го регулира прашањето на еднаквите можности на жените и мажите. И овој закон се имплементираше се до 2012 година, кога на иницијатива на Министерството за труд и социјална политика беше направена една анализа за степенот на имплементација на законот и да видиме каде се тие гапови кои што постојат во одредбите, за да можеме да го унапредиме прашањето на еднаквите можности во државата. Врз основа на анализата што беше направена, се утврди дека поголем дел од одредбите треба да претрпат некаква измена, а знаеме согласно законодавство во Република Македонија, што 1/3 од одредбите од законот се менува, тогаш се носи нов закон, така што како Министерство за труд и социјална политика пристапивме кон подготовка на нов закон кој што беше усвоен од страна на Собранието на Република Македонија во јануари 2012 година, а неодамна пред 15 на дена помина на Собранието првите измени на законот кои што во најголем дел се однесуваат на врските на единиците на локалната самоуправа. Законот за еднакви можности на жените и мажите е закон во кој што обврски имаат не само државните институции, значи не само органите на државната управа, туку имаат обврски и приватниот сектор. Значи, еднаквите можности на жените и мажите не е прашање со кое што треба да се бави само влада на Република Македонија и институциите во рамките на владата на Република Македонија, туку тоа е прашање на кое што треба да бидат посветени и единиците на локалната самоуправа, меѓутоа и приватниот сектор. Тоа стои во членот 3 од законот, каде што ги обврзуваат сите субјекти во државата од приватниот и од јавниот сектор да се посветат на еднаквите можности на жените и мажите. Благодарение на законот за еднакви можности воспоставена е таа институционална рамка на ниво на цела држава, која што секој во секторот од каде што доаѓа е посветен на прашањето на еднаквите можности на жените и мажите. Во рамките на органите на државната управа, значи во сите министерства и агенции кои што се во рамките на владата, постојат координатори за еднакви можности на жените и мажите кои што работат на прашања поврзани со еднаквите можности на жените и мажите, секој во ресорот од каде што на кое што е посветен, односно Министерството на прашањето на кое што работи. Единиците на локалната самоуправа во рамките на Советот на единиците на локалната самоуправа постојат комисии за еднакви можности на жените и мажите, кои што го третираат прашањето на еднаквите можности на локално ниво, значи, и се одговорни за воспоставување на балансот во односите помеѓу мажите и жените во единиците на локалната самоуправа, а како контакт лице или како механизам во самата општина, со оглед на тоа што советниците се луѓе со мандат, тоа се политичари кои што доаѓаат и на одредена функција се 4 години, за да постои континуитет на локално ниво да се работи на оваа прашање, некој кој што ќе биде како институционална меморија, каде што ќе се прибираат сите активности, значи ќе се архивираат сите активности кои што биле поминати во одреден период, во рамките на единицата на локалната самоуправа, како координатор за еднакви можности се јавува државен службеник, значи лице кое што е вработен во единицата на локалната самоуправа. Во Собранието на Република Македонија постои комисија за еднакви можности на жените и мажите, кој што исто така многу значаен сегмент во тој ланец на во таа родова машинерија која што работи и е посветена на оваа прашање, со оглед на тоа што
многу е важно во времето кога законите се во предлог фаза, да може да погледне некој дали во тие закони е инкорпориран концептот на еднакви можности на жените и мажите и да може законот да биде родово чувствителен. Значи, тоа е улогата на Комисијата за еднакви можности и да отвара јавни дебати, да покренува прашања кои што се од интерес на жените и мажите во Република Македонија. Исто така, она што е значајно за Законот за еднакви можности, генерално значи за законот, па потоа ќе преминам на новите измени, е да знаете дека во рамките на Министерство за труд и социјална политика постои правен застапник, значи тоа е правник, државен службеник во Министерството кој што работи на заштита во случаи на нееднаков третман на жените и мажите. Тоа е, значи, како му доаѓа како адвокат на лицата кои што се почувствувале дискриминирани врз основа на пол. Сите верувам дека знаете за останатите механизми кои што постојат во Република Македонија, кои што штитат од дискриминација, Народниот правобранител и Комисијата за заштита од дискриминација. Меѓутоа, целта на законодавецот беше да се создаде еден механизам кој што ќе биде посветен само на дискриминација врз основа на пол. И токму од тие причини е воспоставен, значи, овој механизам и постои во Министерството за труд и социјална политика. На веб страницата на Министерството може да ја најдете преставката која што се поднесува до правниот застапник и може да ги најдете исто така и сите останати информации во врска со надлежностите и начинот на постапување на правниот застапник за еднакви можности на жените и мажите. Она што, значи, во текот на месец ноември помина како измена на Законот за еднакви можности, се одредени обврски кои што ги имаат единици на локалната самоуправа, воспоставени уште со првичниот закон, а тоа е известувањето. Значи, на годишно ниво, сите механизми, вклучувајќи ги и единици на локалната самоуправа, морат се обврзани согласно законот да поднесат годишен извештај до Министерството за труд и социјална политика за состојбата со еднаквите можности на жените и мажите во единицата на локалната самоуправа. Значи, извештајот го поднесува координаторот за еднакви можности, меѓутоа тој извештај го подготвуваат заедно со Комисијата за еднакви можности, а го подпишува одговорното лице во општината, односно градоначалникот, и тој извештај треба да биде поднесен до 31 март секоја година, значи за претходната година. До сега извештаите беа поднесувани, искрено да ви кажам, на секој како ќе му текне. Некои општини и не поднесуваа извештај, но оние што ги поднесуваа, затоа што немаше образец кој што е унифициран, и поднесува буквално како ќе им текне, за да може Министерството за труд и социјална политика врз основа на овие извештаи поднесува извештај до владата на Република Македонија, а владата поднесува извештај, овие извештаи одат во извештаите кои што ги испраќаме до меѓународните организации, дали е тоа, значи, до Европската унија, дали е до Обединетите нации. Тие извештаи кои што произлегуваат од министерствата и од владата одаат таму. За да биде квалитетот на извештајот добар, зависи од квалитетот на извештајот што ќе добиеме од локалната самоуправа. Значи, тоа е еден цел ланец. Искрено, многу мал број на општини досега поднесуваа квалитетни извештаи, врз основа на кои што ние може да процениме и да заокружиме, да кажеме каква е состојбата со еднаквите можности на жените и мажите во единиците на локалната самоуправа. Затоа, во соработка со експерти од областа на родовата еднаквост, одлучивме да направиме подзаконски акт, всушност еден унифициран образец, правилник по кој што ќе се водаат единиците на локалната самоуправа и органите на државната управа да можат да ги поднесуваат своите извештаи. Сега кој ќе треба градоначалникот да се подпише на еден образец унифициран со 20 на прашања за тоа
каква е посветеноста на единица локалната самоуправа и на градоначалникот кој што ја води таа општина или на советот кој што е одговорен пред граѓаните, впрочем жени и мажи кои што ги гласале на овие советници, не верувам дека градоначалникот ќе се дрзне да потпише извештај кој што нема да биде квалитетен. Од тие причини, значи со измените, членот кај што е за извештај додадовме нов став каде што се вели дека единицата на локалната самоуправа, дека Министерството за труд и социјална политика ќе изработи правилник кој што ќе го достави до сите единици на локалната самоуправа и кој што ќе единицата локалната самоуправа ќе биде обврзана да го почитува при подготвувањето на годишните извештаи за еднаквите можности во оваа општина. Понатаму, спомнувајќи ги механизмите, реков дека во министерствата, во органи на државната управа имаме координатори за еднакви можности, меѓутоа имаме и нивни заменици. За да може тимот кој што ќе работи на еднаквите можности да биде поголем, значи имаше и координатор и заменик координатор, а во единицата локалната самоуправа имаше само координатор. Знам дека затоа што работам со единицата локалната самоуправа, најчесто луѓето кои што се именовани за координатори имаат и други обврски и јас како државен службеник знам дека и тие можеби немаат многу време да бидат посветени онолку колку што тие сакат на прашањето на еднаквите можности на жените и мажите. Затоа, со новите измени кои што помина на собранието, во членот кај што зборуваме за единица локалните самоуправи, значи во членот 14 е додаден нов став каде што се вели дека покрај координаторот за еднакви можности на жените и мажите, единицата на локалната самоуправа има обврска да избере, да определи, да номинира и лице кое што ќе биде заменик координатор. Така да ќе се формира и во рамките на општината, значи на локалната самоуправа, тим кој што ќе биде посветен на еднаквите можности на жените и мажите. Понатаму друга измена која што ја направивме во Законот за еднакви можности на жените и мажите е кога зборуваме за еднаквите можности, значи за улогата на жените и мажите во општеството, најчесто нееднаквостите се соочуваат со одредени стереотипи и предрасуди кои што постојат во општеството, а кои што се врзани за тоа која е улогата на девојчињата и момчињата, односно на жените и мажите во самото општество. Всушност тоа се главните причини кои што понатаму произведуваат нееднаквости во останатите области на општественото живење. Сметаме дека најважна област каде што мораме да работиме ако сакаме да воспоставиме еднакви можности на жените и мажите е образованието. Всушност, уште од мали децата да се учат на тоа дека треба да се почитуваат подеднакво правата и на жените и на мажите и дека не смее да биде поделбата во општеството направена поради тоа што некој е девојче или некој е момче, односно затоа што е женско или машко. Од тие причини, внесовме една одредба, всушност став со која што Министерството за труд и социјална политика, заедно Министерот за труд и социјална политика, заедно со Министерот за образование, ќе го пропишува, значи начинот, ќе произлезе еден подзаконски акт, правилник со кој што ќе се пропише начинот како ќе се изработуваат анализите кои што треба да ги прават сите оние институции, Министерството за образование и сите оние институции кои што се поврзани со процесот на образование, за тоа каква е улогата со еднаквите можности на жените и мажите во процесот на образование. Значи да се детектираат сите оние нееднаквости, стереотипи и предрасуди кои што постојат тргнувајќи во учебниците, во наставните помагала и кои што влијаат понатаму врз свеста на момчињата и девојчињата за да се создадат кај нив стереотипи и предрасуди за нееднаквите можности на жените и мажите во општеството. Примената на Законот за превенција, заштита и спречување на семејното насилство е од 1 јануари 2015 година.
заедно со измените во законските одредби за еднакви можности на мажите и жените, тој треба да обезбеди правна рамка што ќе влијае позитивно за правилно третирање и заштита на сите жртви на психичко и физичко малтретирање во рамки на семејството.